Во ова издание на Студио на Нова разговараме за тоа колку пари во Европската Унија има за Македонија и како парите од Европската Унија се трошат кај нас. Гости во ова издание на Студио се Малинка Ристова Јорданова од Институтот за европски политики и Лидија Димова од Центарот за Македонскиот центар за европски интеграции. Моето прво прашање е колку пари Македонија имаше до сега за трошење и колку потроши од тие пари? Едно генерално прашање. Малинка. 2007-2013 беа предвидени 622 милиони евра. Последниот извештај на Европската комисија, кој што се однесува покрива периодот до крајот на 2011 година, е дека искористеноста е некаде меѓу 20 и 30%. Што ги рече околу 100 милиона? Не, повеќе од 100 милиона, околу 200 милиона, со тоа што да речеме има фора да се потрошат тие средства не само до 2013, туку уште 2-3 години потоа, затоа што важи правилото N+2, односно N+3. Тоа се 600 милиона кои требаше, што требаше да се направи со нив, мало потсетување? Вака, значи, европската помош се програмира. Значи, тука е првата заблуда, кога често пати ги слушаме представниците на власта кога викаат ние немаме доволно добри проекти за да можеме да ги искористиме европските пари. Невладени организации прават проекти. Државите, власта прави програми, прави стратегии, ги програмира европските пари. Значи, не станува збор за проекти. За да можеме да ги искористиме, ние требаше да имаме некаков си развоен план, во кој што точно ќе знаеме во кој сектор како треба да се интервенира и после на тие програми да ги ставаме нели приколата на парите од Европската комисија, што ни се не располагани да ги користиме. Јас само сакам да се вратам назад на што Малинка го спомна. Точно е дека во извештајот на Европската комисија пишува дека имаме 20 до 30% искористеност. Мора да водиме сметка дека Европската комисија ги брои и тие проекти кои што се подпишани, а се уште не се спроведени. Значи во тие 30% практично влегуваат и тие кои што до година ќе завршат. До година ќе завршат. А ако зборуваме за колку имаме практично искористено до денес, не е повеќе од 100 милиона. Добро, може ли се да се направи некои лекции да се изведат од овие 5 години изминати од тој буџет на Европската Унија кој беше за Западен Балкан во кој сме ние? Зошто, што е проблемот што не ефикасно се користат парите? Малку е чудно да ги имате парите на тацна, што би се рекло, да не ги користите. Од друга страна, да име бараме кредити во комерцијални банки за развој. Ниту се баш на тацна, ниту... Океј, сепак се наменети за развојот на општеството македонско. Повеќе има проблеми, значи, ајде да почнеме таму кај што Лидија заврши. Првиот основниот проблем е програмирањето. Систематски проблеми има во целиот регион и во Македонија, особено во процесот на програмирање на парите. Ние многу тешко имаме визија, создаваме визија за тоа кај се гледаме за година, две, а камоли за 3, 4, 6, 7 години. Ова е генерален проблем во не само да речем во администрацијата и на политичко ниво и во администрацијата. И покрај многу напори, стратешко планирање и така натаму обуки, тоа е еден клучен проблем. Во програмирањето, зошто е тоа така? Едниот проблем е што навистина нема капацитети, значи нема соодветни административни капацитети, второто е што нема вклученост. На толку администрација немаме административни капацитети, значи, тоа е бројката е една работа, капацитетот е друго. Потенцијалот е една работа, капацитетот е друго. Јас сум убедена дека ние имаме потенцијали. Не ги користиме. Капацитет значи одреден потенцијал да го ставиш во систем изграден и кој што може да работи врз конкретна визија и програма. Значи, администрацијата не ги поставува целите, приоритетите. Целите, приоритетите ги поставува политиката. Политиката, добро. Сега, сепак, кој би требало да е одговорен, повика политиката, администрација, 500 милиони евра, ако земеме некаква цифра, или 400 нека бидат милиони евра, кои не се искористени, а би можеле да бидат искористени, од кого треба јавноста да бара одговор? Секогаш од власта треба да бара одговор, значи не може да бара... Кој во власта во случајов? Каде е тоа, каде е лоцирано? Вака, има една многу гломазна структура за ИПА и по моје мислење дури премногу издвоена од нормалната структура, бидејќи не можете вие посебно да планирате ИПА, а посебно да планирате некакви национални политики. Значи, мора средствата да бидат кохерентни со една визија, една национална програма. Еден од проблемите е што нема вклученост во програмирањето. Значи, се програмира од канцеларија изолирано и потоа
Министерство ќе програмира и се прави една компилација која што ретко е кохерентна. Или пак и се знае ли некој воопшто барем за што беа парите испрограмирани, за што се потрошија, за што не се потрошија пари? Се знае, значи по петте Ако може малку, нели од друга страна малку да го видиме процесот. Кога станува збор за одговорност, мислам за одговорност според мене, одговорноста мора да ја бараме кај власта, кај првиот ешалон, мислам, зборуваме добро, тука. сега имаме сега зошто Малинка, имаме едно министерство, друго министерство, трето министерство, меѓутоа, планови на крајот не се знае кој. Точно, меѓутоа ние додека го користевме КАРЦ инструментот. Значи една од главните критики на КАРЦ инструментот беше, значи тоа власта, тогаш владата нонстоп се жалеше дека постојано вложуваме пари во реконструкција, не во развој. Сега со новиот инструмент, со ИПА, во тој период кога беше нов инструмент, Европската комисија вика, окей, сега ќе ве послушаме, нема да има реконструкција, нели сега ќе имаме развој. Ама за да и полесно ние да програмираме, вие треба да си направите национален развоен план. Многу просто. Многу просто. 600 милиона за кои нема, тука е проблемот. Ова ја отсликува практично проблемот во државата. Ова се случува во 2006 година. За многу документи, проекции, за што ќе биде користена и парите од Европската унија и сега што тоа да речеме се користи, што не. Меѓутоа, доаѓа UNDP, помага на владата тоа време и прави првиот национален развоен план. Добивме и кој што беше од 2007 до 2009, тако не се лажам Малинка. Значи тие 3 годишен беше. И го донесе на тој 3 годишен да ни помогне во програмирањето на ИПА инструментот кој што беше нов. Во меѓувреме имаме промена на власта. Доаѓа новата влада, го гледа проектот, го гледа националниот развоен план и вика овде ги нема моите 100 чекори. И правиме нов развоен план. И почнуваат нов развоен план. Во меѓувреме тече процесот на програмирање и вие барате од државни службеници кои што се тука државни службеници, тие се стручни лица, тие се технички персонал. Не се тука да одредат стратегијата државата. И вие барате од нив да земат да испрограмираат нешто што е стратешко. Значи програмирањето е стратешко. Стратешки развој на државата. Може ли вака едно резюме да се прави? Зашто се потрошија 100 милиона, ако и 150 пак? Само дозволи. Во овој момент, во простор и во време, ние сме единствена држава што нема национален развоен план. Добро, и која е компарацијата? Например, ако направиме на компаративна анализа, ефикасноста во трошењето на европските пари од Македонија и да речеме Србија. Кај Србија има нешто процентуално поголема искористеност, околу 33%, меѓутоа пак Србија ги немаше на располагање сите компоненти, кои што беа повеќе, кои што беа бараа повеќе во однос на капацитетите, како што е третата регионален развој, земјоделство, рурален развој. Така што не е сосема споредливо. Хрватска порано влезе во тој процес. Ама е споредливо како сума и исто користеа, независно тоа како се испрограмирани, Малинка. Независно тоа за децентрализирано управување се многу покомплексни. Независно отколку за кој ги администрира независно за другите компоненти. Така што беше различна ситуацијата тука, а нема огромна разлика во искористеноста која ќе се видат процентите. Кај програмирањето, моје мислење е дека има дури премногу стратешки документи. И проблем е постојано слушаме за стратегии, за документи, за конференции, а на крај математиката е дека не сме потрошиле 500 пола милиарда евро. Европската унија бараше стратешка кохерентна рамка. Се изброја некаде 80 важечки стратегии секторски правени со техничка помош, која што нема собствена. 1 милион евро за хартија потрошено. Значи имате стратегии кои што ги прават експерти со странска поддршка. Имате политичка програма на владата која што е легитимна бидејќи поминала на избори. Имате еден процеп меѓу нив. Значи најдобро е и Европската комисија го бара, сака да постигне што повисоко ниво на конвергенција меѓу двете работи. Нејзината поддршка и програмата на владата, односно стратешките цели на државата. Сега ние тука имаме проблем. Имаме ниско ниво на согласност за стратешките цели. Имаме политичка програма на владата, која што тешко се вклопува со поддршката што ја дава Европската унија. Инаку, Европската унија, дефинитивно Европската комисија не прави проблем за тоа дека ќе поддржи програмата на владата. Апсолутно, доколку се поклопува и треба да биде кохерентна. Една од компонентите во ИПА програмата, која требаше да допре до граѓаните, беше ИПАРДот, кој требаше да го
нели, на индивидуалци да им помогне за развој, рурален развој, за земјоделие и така натаму. Што се случи со тие пари? Колку од тие пари се потрошени од ИПАРД? Многу малку. За не се Колку сеќавам. имавме, колку се Мислам потрошени? дека околу 3 милиона се потрошени само. А колку имавме? Како грантови, мислам, како пари кои што завршија во рацете на граѓаните. Да. А тоа другата техничката помош што завршува во министерството, тоа е искористено. Дали тоа не е многу, меѓутоа А искористено. колку пари може да дојдат до граѓаните, а не дојдоа? За напамет. Мислам дека околу 80 милиони е 22 милиони. околу 80 милиони, мислам дека е од Да. 2007-2013, Добро. во делот на петтата А компонента. од нив 8 се искористени. Да, отприлика така. Сега, прашањето е дали тука граѓаните не знаат да ги користат или кој е крив што тие пари не се? Вика, нашето истражување покажа следново. Значи на првиот повик, Таму ни останале 70 милиона да речеме. вака, на првиот повик, Добро. значи кога не се појавува повикот, ако се се на памет зборувам ги немам извештајот, меѓутоа на првиот повик ако се пријавиле да кажеме 70 апликации, од нив голем дел биле одбиени заради работи за кои што можеле да се избегнат. Например, немале имотен лист или немале документ кој што можела локалната самоуправа или некој друг од администрацијата да го даде. На вториот повик, ако Имале основ. Ако немале основ, можеле да го дадат. Не, затоа што се признава дека тука грешка е направена во извештаите, значи се пишува дека практично се интервенираше за вториот повик на ниво на локална самоуправа, така што можеме заклучиме дека нашите институции потврдиле. Ама на вториот повик автоматски бројот на земјоделци што се пријавуваат се преполовува. Затоа што веќе приказната Се обесхрабрија. се обесхрабруваат. На третиот повик тоа уште еднаш е преполовено. Да, вие бевте во администрацијата Малика, има ли на земјоделците кој да им помогне? На поединците, на индивидуалците, бидејќи тоа е бирократија, Европска унија е Тоа е проблем. позната Значи, бирократска машина. И се луѓе некој треба од некое кочанско село сака има идеја да аплицира и треба да пополни едно 100 страни Едната работа е што тие самите треба да учествуваат со средства. Значи треба да обезбедат средства, не ги обезбедува преку кредити. Така. Што значи дека банките требаше од самиот почеток да Тоа ги значи вклучи. дека банките требаше и беа вклучени во почетокот, бидејќи тоа беше јасно кажано од почеток дека ќе биде една од критичните точки. Банките, значи да овозможат поддршка и со кредити. Значи едниот пункт е финансиите, вториот пункт е финансиската способност на земјоделците, дали тие можат. Третиот пункт е капацитетот на земјоделците, четвртиот е поддршката од државата, односно од стручни организации. На толку администрација во државата има ли луѓе кои да им помогнат? Нема. Има агенција, меѓутоа не се Има и консултантски фирми кои што земат дебели пари за да им ги изработуваат апликациите кои што не поминуваат. И мислам дека треба и некој со тоа да се позинава. Тоа не се државни институции. Да, ама се политички коректни консултантски фирми. Добро. Политички коректни, да, добро, да. Меѓутоа, проблемот е што се фрлени на некој начин самите во предприемништво и треба да бидат предприемници, но не се создадени условите за тоа, нити има културата за тоа. Значи, работете вие со консултантски фирми, но во овие услови се знае кој е. Ова е индикативно дека што се обесхрабрени луѓето што на вториот повик практично не се уваат. Имавте конференција околу контрола на трошењето на овие пари. Има ли сомнежи за малверзација, односно злоупотреба на тие фондови? Ако погледнете дека огромен број на извештаите од Државен завод за ревизија укажуваат на неправилности. Има голем број негативни извештаи. Сите тие треба да бидат повод за детално разгледување. Значи секаде каде што има констатирани нерегуларности, има основа дека доколку понатаму се истражува да се најдат малверзации. Но тоа не се случува. Ги има извештаите, ама нема никакви последователни активности на извештаите на Државниот завод за ревизија. Ти мога да вашата анализа, се бавевте со тоа вашата организација? Да, апсолутно. Значи вака, ако мислам дека приказната за Националната агенција ја знаеме сите. Значи стара приказна и видовме дека практично имаме институција која што ги злоупотреби европските пари, која што е докажано. И беа замрзнати парите за агенцијата. И слично. Понатаму во Националната агенција за европски програми и мобилност. Да, не помисла дека за земјоделство. Да, за европски програми и мобилност, нели? За младите. Јасно е, за младите.
И тогаш ни беа замрзнати парите. Сега јас сум член на секторскиот комитет за мониторинг на ИПА. За жал потпишуваме договор за доверливост, така што малку е чудна нашата улога таму. Не можам да зборувам отворено. Меѓутоа, она што смеам да го кажам од искуство тука во моментот е нашето искуство. Ние во 4-та компонента конкуриравме за проект во 2010 година. Гранд Шема. До ден денеска не сме добивме одговор, не знам пред колку време, дека сме во резервната група. До ден денеска не сме добиле одговор дека практично дека се спроведуваат, дека нели што се случи со нашиот проект. А во меѓувреме знаеме дека се спроведува проектот. Значи ево ви кажувам нешто што е прекршување ноторно, од авион се гледа, дека се прекршуваат правилата. Второ, има во 4-та компонента основни работи, значи имате база на податоци во дел на управувањето, имате база на податоци во кој што администрацијата, административна мерка е кој ќе избере некоја консултантска фирма, мора да ја провери таа консултантска фирма дека е во ред, дека не должи пари на пример во некој друг проект на Европската унија. Кај нас поминуваат консултантски фирми, прво се многу малку консултантски фирми во Македонија, што отвора нели прашање, сомнеш, кои што се заинтересирани за тука, и второ, поминуваат фирми кои што после тоа мора да се суспендираат, пошто не ги исполнуваат, бидејќи должат пари или имат некоја друга искривена практика со Европската унија. Сега нема тело кое тоа може да го исконтролира. Ама тоа мора парламент има. Значи апсолутно има. Прво има во оваа фаза има ексанте евалуација од Европската комисија. Така што точно дека одлучува единицата за склучување договори во Министерството за финансии, но претходно има разгледување, евалуација од страна на Европската комисија, така што се тие многу вклучени. Второ, има посебно ревизорско тело за ИПА. Како и да е. Трето, би требало да има парламентарен надзор. И она што се покажа истражувањето е дека нема ефективен парламентарен надзор, затоа што нема ефективен парламентарен надзор ни врз трошењето воопшто на јавните пари. Димова Ристова Јорданова, благодарам што сте гости во студија Нова.